Дејан Андоновиќ, добро утро во утрински брифинг. Ние чија си, твоја си, моја си, така натаму одиме и поратаму со програмата, затоа што настаните не чекаат. Што се случува, Дејане, во светот, во нашето обкружување, во изминатите на коронавирусот почна да полека да се отвараат границите на Европа, барем така е најавите, и покрај тоа што има некои растечки бројки од Кина доаѓаат конкретно повторно појава на вирусот, и сад има растечки бројка на заразени, но сепак светот мора да влезе во таа втора фаза. Па таа втора фаза се тензиите, нерешчистените работи и почнатите процеси кои почнаа пред 2 месеца, но коронавирусот ете за момент ги потисна светските тикери. Што се однесува до регионот, мораме да го ставиме како прва вест она што се случува изминативе 3 дена, а ескалираше синоќа во Црнагора, односно во Никшиќ, каде при судир на верниците на Српската православна црква со полицијата 22 црногорски полицајци се повредени, голем број се приведени, а причина за тоа е неодамнешното приведување на владиката Никшички Јоаникије заедно со двајца свештеници кои само ден откако беше укината воредната состојба во Црнагора направија протести, ја продолжи онаа фаза на лити улични со цел да покажат на црногорската држава дека нема да дозволат, како што велат тие, одземање на имотот на Српската православна црква. Таму е напнато, се уште траат тензиите, повторно ќе кажам, 3 дена се случуваат, ќе видиме како ќе заврши целата таа работа, ако се земе во предвид дека се работи сепак за верници, сепак за свештенство, но и сепак за, како што црногорците велат, мешање на некои други држави од надвор, при тоа не ги потенцира кои се, а и самата држава која е прозвана во случајот Србија, за сега нема никаква реакција околу тоа што се случува во Црнагора. Значи, ќе потсетам, има тензии таму, Сашо, има тензии малку и околу во Црнагора и во Хрватска, околу чествувањето на Блајбург. За нашите гледачи и слушатели морам да потсетам, Блајбург е местото граничниот премин каде што 1945 година по налетот на руската армија тогашните нацистички соработници, односно усташите и домобраните се обидоа да избегаат во налетот на комунистичка Русија, бегајќи во Австрија, каде што беа фатени и потоа во кратки црти ликвидирани. Денеска, 70 години подоцна, историјата вели дека тие не треба се чествуваат бидејќи биле соработници на нацистите, но Хрватска и хрватскиот дел од Босна и Херцеговина сакаат да го прослават како да го одбележат бројот на човечките жртви. Тука има малце судири идеолошки, ќе видиме што ќе се случува понатаму, но за резиме на крај, светот е во изборна година, се најавуваат редовни избори, има во септември и во Црнагора, има избори и во Босна и Херцеговина, има избори и во Франција, втор круг треба да се одржи и во Полска, треба да има. Да потсетиме, пред започнувањето на коронавирусот и инаку оваа година, мислам дека некои статистики велат дека во светот се одложија 50 на изборни циклуси, во 50 на земји. И малку познати и многу познати. Локални избори во Франција, вториот круг треба да биде сега. Они се уште под воредна состојба. Не сме само ние тие кои што разговараат за некакви Полска го одложи председателска изборите за председател, Исланд исто. Значи, над 50. Има многу искуство во таа смисла и од што велиш од најпознатите кои што се во Соединетите Американски држави годинава до најмалку познатите како во Република Северна Македонија. Па и во Босна и Херцеговина, па и морам повторно да кажем, и Исланд, па дури и Полска, малкумина знаат дека треба полскиот да се избере нов полски председател. Полска е држава членка на Европска унија, едно од најголемите. Така да изборните процеси треба да го мапираат, да ја мапираат и иднината и на Европа и на светот, во која насока ќе оди светот. Коронавирусот го исече, го направи оној што би рекле мастер ресет. Ќе видиме како после рестартирањето ќе се подигне Windows-от или програмот за понатамошни политички. На крајот само уште неколку минутки. Вчера гледам дека беше повторно за жал рекорден ден, над 10.000 починати, заразени во Русија со коронавирусот. Тоа веќе неколку дена поред трае и така натаму. Русија, Путин влегоа да не ја повторија истата грешка како и некои западни земји. Ја повторија. Во првите денови критични, можда дури и во првите 2 недели со едно подценување, за потоа кога ќе го изгубија тој момент на неопходност на затегање на мерките,
Па сега дури Путин мислам дека најави и отпуштање на мерките во сред растење на Најава има за намалување на мерките. Са што се покаже Русија по примерот на САД, па и на Кина до некаде, дека како големи држави потешко се справија со коронавирусот. Не дека се поголеми па се поподложни, туку начинот на однесување кон заканата. Наспроти маливе држави кои можеби премногу дигнаат тензија. Можеби големите држави имаат потреба да размислуваат на своите стратегиски интереси, а тие се секогаш врзани за силината на економијата и председателите, водачите на тие држави, Кина, Америка, Русија и така натаму, кои се ставени пред на тешки избори, дали да се грижат за граѓаните и нивното здравје или за економијата и тоа здравје, бидејќи имаат големи стратегиски цели, сакаат да водат војни и да освојуваат. Но и да не ја покажат ранливоста на својата империја. И кога ги прават математиките, тогаш веројатно, за жал тоа никој јавно не може да го потврди, неколку илјади мртви плюс или минус им доаѓаат како премногу мала цена за да се откажат од продолжување на какво такво нормализирање на економските. Но проблемот со Русија е што таа уште во почетокот кога целиот свет се плашеше од коронавирусот, тие единствена мерка што ја воведоа беше затварање на границата со Белорусија, па на момент се доби впечаток дека можеби Белорусија е жариштето. Но Путин ја направи истата грешка како и Трамп, наместо грижејќи се за човечките животи, повеќе се грижеше за политиката и економијата на Русија. Сега ја плаќа цената, но повторно ќе се согласам со тебе дека големите сили, можеби бројката на жртви во Русија поинаку се гледа од што бројката на жртви во овие мали држави, како што е кај нас, каде што еден човечки живот се дига тензија. Да, кај нас е тензијата секој ден, дали починал вчера некој што се разбира трагедија. Вчера дури тројца, нели бе? Вчера имаме дури тројца. А има држави каде што и бројки кои што се со стотици, па и со илјадници луѓе дневно. Не се ставка. Да, за жал. Е друг вид на дискусија. Истото се соочува само за крај Бразил. И Бразил е голема држава и таа има растечки број, па не гледам барем она што успеа во Тринава да видам, дека освен дека има зголемување и бројките се големи на починати, бразилската држава не беше многу. Добро, сега што е право, таму е Болсонаро, Господа го поживее, што велат, и тој е еден од овие уникатни председатели на држави кои што не знаеме како ќе завршат заедно со демократиите во нивните држави. Дејан, благодарам за ова гостување во утрински брифинг.